Благодарам, председателе. Кратко ќе се вклучам во дискусијата. Оти ми спровоцира и темата, меѓутоа и говорите на празниците од власта. Ја следам целава дебата денеска и некако добив чувство дека се сложуваме, имаме консензус, исто размислуваме, ама ефекти изостануваат. Тоа исто како сега верувам сите ќе се сложите дека сакаме да има мир во светот. Сите сакаме да има мир во светот. Нема човек што ќе каже дека не сака да има мир во светот. Ама што по таа тема правиме или што по таа тема сме направили? И последно се испровоцира од аспект на оправдувањето дека поради кризата, здравствената криза, се кратат или не се даваат средства од аспект на заштита на животната средина. Токму аерозагадувањето е еден од главните причинители на респираторни проблеми. А знаеме дека и COVID-19 вирусот ги напаѓа токму респираторните органи. И сметам дека оваа иницијатива убава иницијатива од председател на комисијата Муцунски и колешката Стојановска од аспект на поднесување на амандмани во делот на заштита на животна средина, и како треба да ја разгледаме, како и да ја прифаќаме како дел од борбата за справување со овој вирус. Затоа што токму тој дел на здравствениот систем кој што ни е најранлив преку загадувањето и го напаѓа највеќе овој вирус. Затоа што оправдувањата, односно образлагањата дека се сложуваме се непотребни, затоа што не постои жив човек на светот кој што ќе каже дека е против борбата за аерозагадување. Тоа е здрава логика, здрав разум. Дај да се надминеме од аспект на тесно партиските интереси, ајде да кажам, или како и да ги именуваме тие појави, да покажеме на народот дека се грижиме како опозиција, како власт, токму за оние нивни сериозни проблеми. Не можеме, затоа што се добива чувство вака, еве јас лично следејќи ја дебатава, не бев запознаен со сите амандмани, тука сум за моите амандмани, меѓутоа добивам чувство и перцепција дека заштитата на животна средина некако ја ставаме во втор план. Токму со ваквите образложувања. Значи, ако кажеме дека заради тоа што сме во здравствена криза нема да дадеме одредени средства во заштитата на животната средина, ја ставаме во втор план. А сметам дека во Република Македонија и како заштитата на животната средина треба да ни е во прв план. Овие амандмани, споменавте дека некои од колегите дека биле инкорпорирани во дел од општините, меѓутоа во Република Македонија не е само градот Скопје и скопските општини, има други општини, општина Куманово, например, од каде што доаѓам, никогаш не субвенционирала ниту велосипеди, ниту тротинети, ниту ништо. И да не ја отварам сега тема од аспект на справување со диви депонии во мојата општина, од аспект на буџетите во изминатите години на општината, кој процент и каков процент се алоцирале во делот на заштита на животна средина. И ако продолжиме со таквата пракса, утре ќе помине ковидот, ќе дојде некоја економска криза, после ќе дојде некоја светска криза, некоја друга криза, и ние цело време заштитата на животна средина ќе ја ставаме во втор план и нема да направиме ништо. Убава идеја на колегите, убави идеи претходно што ги спомена колегата Диме Велковски за јавните расправи, за заклучоците, добри заклучоци слушнав, не сум бил дел на парламентот во тој состав, меѓутоа ги поздравам тие заклучоци. Меѓутоа би било добро да ги чуеме оние заклучоци, пошто се 31 кои што не се имплементирани или не се реализирани, затоа што верувам дека и тие се позитивни, ќе помогнат во справување со овој проблем. Затоа да се измотивираме малку повеќе на оваа тема и како пратеници да придонесеме да го надминеме тоа оправдување на владата дека
сега не е момент за заштита на животната средина, затоа што секој момент е погоден за инвестирање во овој сегмент од нашето живење. Благодарам.